Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Под падините на Јабланица карневалска магија. Во Вевчани продолжи вековната традиција. Богата музичка програма за водици на градскиот плоштад во Охрид. Охридската компанија Тамаро постави позитивен пример за квалитетен однос со вработените. СВР Охрид предупредува на измами преку лажни профили на социјалните мрежи. Расте бројот на жртви во пожарите во Лос Анџелес. Досега се регистрирани 24 лица. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме облачно време со слаби врнежи од дожд. Беше ветровито и студено со максимални 0 степени Целзиусови. Во вторник над западна и југоисточна Европа ќе се наоѓаат два одделни центри на поле на висок воздушен притисок, кои што во најголем дел од Европа ќе условуваат стабилно и студено време со локална облачност. Во североисточна и источна Европа, како и на југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, врнежи од дожд и снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува студено време со појава на локална облачност. Во Грција и Албанија со врнежи од дожд, додека пак во Косово, Македонија и Бугарија со слаби врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од -2 до 10 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува претежно облачно, ветровито и студено време. Локално со повремени и слаби врнежи од снег и услови за појава на голомразица и умерен мраз поради ниските температури. Ќе дува североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -8 до 0 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од -5 до 4 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува претежно облачно и ветровито време со слаби и локални врнежи од снег. Минималната температура од -4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 0 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе има појава на умерен мраз и голомразица и утринска температура од -8, односно -6 степени. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до -1, односно до 0 степени. Во петок појава на умерен мраз и ниска утринска температура од -8 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 1 степен Целзиусов. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Вевчани продолжи вековната традиција. Под падините на Јабланица карневалска магија. Стотици маски продефилираа по вевчанските улици. Одекнаа зурлите и тапаните, се развиори василичарското оро. Продолжи вековната традиција под падините на Јабланица, карневалска магија. Вевчани наликува на Слободен театар без граници со многу хумор и сатира. Покрај традиционалните зетот невестата глупавиот Август и ѓаволите, низ вевчанските улици продефилираа стотици и маски. Во фокусот на карневалот годинава беа скандалот со државна лотарија, бегството на груби, промената на личните документи, по вевчанските улици прошетаа поранешните министри на ДУИ кои играа фудбал, екс-директорот на УБК Мијалков се повози со црвеното Ферари и уште многу други страшни, смешни, екстравагантни маски изработени до совршенство. Ало, началниче, чика малце да телевизија. Здраво, временските услови од Монте Карло се тука не се баш добри, но ако се стави ламци на Ферарито може и во снег да шима. Ви благодарам многу, поздрав до началникот. Министер за финансии на Македонија. И сега малу да ја подрибаме Македонија и малу да си направиме по наше. И ќе поиграеме малу, се имаме прослава, си поиграеме малу фудбал во нашето место. Снежни убавици. Снежни убавици. Без глава сме. Ефтини сме, џабе. И како што сега со политиката актуелно, со промената на името, јас сакам сепак да се застапи старото име и тука може да се види така. Аз сум българин, администратор, невиждатели на главата ми. По 2 децении Вевчани годинава повторно стана дел од престижната Федерација на европски карневалски градови, од каде денес присуствуваше и делегација. Вевчански карневал кој што всушност е национален бренд. Нешто што е препознатливо не само за во Македонија, е уникатен и предпознатлив и интересен и за Европа и за целиот свет. Не треба да се замери, знаете, таква е, затоа е и убаво во Вевчани овие 2 дена, затоа што ние вевчанците не си замеруваме. По централното дефиле василичарите ги посетуваат вевчанските домови, ја светат водата на вевчанските извори и го вртат кашаникот со паричката. Вечерпак има концерт на Наум Петрески и оркестарот на Зурли и Тапани од Вивчани. Карневалот завршува утре со последното василичарско оро и ритуалното палење на маските. Во тек се подготовките за најголемата црковно-народна манифестација во Охрид и земјава – Богојавление Водици. На градскиот плоштад е предвидена богата музичка програма. И оваа година празникот Богојавление Водици се очекува во Охрид да биде одбележан на највисоко ниво со бројни посетители од земјава и странство. Во рамки на свеченостите по повод големиот христијански празник на 19 јануари на градскиот плоштад Свети Климент Охридски е предвидена богата музичка програма. По церемонијата за фрлање на честниот крст во водите на Охридското езеро за доброто празнично расположение ќе се погрижат Сузана Спасовска, Бојана Скендеровски, Миле Кузмановски и групата ДНК со композиција од музичкиот проект Македонијо во срцете носиме. На 20 јануари на денот на рибарите на местноста Сараиште со почеток во 12 часот за музичката забава ќе бидат задолжени членовите на Охридскиот музички еснав. Се одржа и првиот координативен состанок на Организацијскиот одбор за подготовка на најмасовната културно-верска манифестација кај нас Богојавление Водици. Во согласност со традицијата, богојавленските чествувања ќе бидат составени од 2 дела. Првиот дел е црковниот, за кој е задолжена Дебарско-Кичевската епархија при МПЦ, и вториот е граѓански и го координира општина Охрид, а се однесува на целокупната празнична програма. На 19 јануари богослужбите во Охридските парохиски цркви ќе започнат во 7 часот наутро. Годинава свети литургии со почеток во 8 часот и 15 минути ќе се одржат во 4 парохиски цркви Успение на Пресвета Богородица Каменско, Свети Никола Геракомија, Свети Никола Долна Влашка Мала и Свети Ѓоргија Горна Влашка Мала. Литијата кон градското пристаниште ќе се упати во 9 часот и 45 минути. Светиот крст во водите на Охридското езеро ќе биде положен во 10 часот од градското пристаниште, а чинот на полагањето ќе го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски Јосиф.
Во сите парохиски цркви во Охрид веќе е започнато пријавувањето на капачите кои сакаат да бидат дел од настанот. До сега, покрај охриѓани, своето учество го пријавиле и голем број верници од други градови на Македонија. Истиот ден, во 12 часот на местноста Сараиште, ќе биде организирано групно крштевање во Охридското езеро. И годинава во организација на Црвен крст ќе се одржи традиционалната крводарителска акција. Охридскиот препознат лифланец Маркет и Тамаро покажува како се гради добар однос со вработените. Менаџментот на компанијата награди тројца своји вработени за нивната долгогодишна лојалност и посветеност на работата. Овој гест најде на пофалби во јавноста, како позитивен пример кој треба да го следат работодавачите, посебно во денешните услови, кога е се потешко да се најде квалитетен работник и истиот да се задржи. Во современите бизнис текови се поважно е задоволството на вработените што се одразува на нивната ангажираност на работното место. Покрај со платите, успешните компании го препознаваат трудот на своите вработени и ги мотивираат и преку модели на наградување. Ваквите примери, иако ретки, ги има и кај нас. Неодамна охридската компанија Тамаро Холдинг тројца своји вработени со најдолг работен стаж ги награди со автомобили и паричен ваучер од 7.000 евра. Билјана Стевановиќ, Билјана Лолеска и Горан Манев се вработиле во Тамаро пред 23 години и со посветеност и лојалност напредувале во работните позиции заедно со напредокот на компанијата. Стевановиќ започнала како агент за продажба за во моментов да биде главен менаџер за продажба во компанијата. Почна едноставно и понатака самото работење покажа дека ние не сме само работници, туку сме дел од нешто многу поголемо. И како што растеше, растевме и ние. Бенефитот ќе си дојде самиот по себе, кој ќе мислам дека нештото го работаш со љубов, со желба, со посветеност, лојалност и со текот на времето нормално за таквите придобивки следи и награда. Билјана Лолеска започнала како агент за продажба, а во моментов е главен менаџер на АМ магазинот во склоп на Тамаро. Мотивот да се остане во оваа компанија за мене е тоа што бев прифатена како во семејство, а не вработен во фирма. Бевме многу пријатно изненадени и ова нека бидите еден мотив за сите. За нашите 23 години ние свативме дека Тамаро беше нашиот вистински избор. Горан Манев се вработил како магационер, а денеска е главен магационер и контролор во АМ магазинот. Јас кога почнав со работа, исто ме префатија како член од нивната фамилија и со напредување све вака со колегијалност и спрема колегите сите што се и вака и затоа сум останат долги 23 години. Вработените се лицето, имиџот и најсилниот ресурс на компанијата. Нејзиниот успех во најголем дел е резултат на трудот, вештините, способностите на вработените и нивната лојалност, велат од Тамаро Холдинг, кои поставија позитивен пример за градење квалитетен однос со вработените кои треба да го следат работодавачите. СВР Охрид ја известува јавноста дека одсекот за компјутерски криминал денеска од повеќе профили на неколку социјални мрежи евидентирал зачестени објави во кои од граѓаните се бара со клик на линкот да ја отворат и прочитаат објавата или да учествуваат во ексклузивни наградни игри или пак да инвестираат во виртуелни валути. Од преземените мерки констатирано е дека се работи за лажно креирани профили и поради сомненија за сторени кривични дела од областа на интернет измамите до граѓаните, но и до правните субјекти, апелираме на крајна внимателност при комуникациите на социјалните мрежи. Посочуваме, со цел да не бидат злоупотребени, граѓаните да не наседнуваат на вакви лажни објави, да не ги отвараат истите, да не ги следат и да не оставаат своји лични и други податоци или службени информации. Поради комплексниот начин на истрага, една од ефикасните форми за борба против овој вид на криминал е превенцијата и градење висока свест и совест при комуникацијата и користењето на интернет мрежите. Воедно подсетуваме дека информациите за постоење на сомненија за овој вид измами навремено да се пријават до СВР Охрид. Во месец ноември минатата година во Охрид биле издадени 4 одобренија за градење на правни лица и едно одобрение на физичко лице.
Во месец ноември минатата година во Охрид биле издадени 5 одобренија за градење. Според податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија, 4 одобренија се издадени на деловни субјекти, а едно на физичко лице како инвеститор. Предвидена е градба на 49 станови со вкупна корисна површина од 4248 метри квадратни. Во анализираниот период во општина Струга е издадено едно одобрение на физичко лице. Во Вевчан исто така едно одобрение, но на деловен субјект, додека пак во општина Дебрца не се издадени одобренија за градење. На ниво на државата во ноември минатата година издадени се 260 одобренија за градење. Од вкупниот број на издадени одобренија, 155 се наменети за објекти од високо градба, 59 за објекти од ниско градба и 46 за објекти за реконструкција. Од вкупно 260 објекти, на 146 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 114 инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 542 станови во државава. Од ноќеска на полноќ нови цени на горивата, соопшти Регулаторната комисија за енергетика и водни ресурси. Бензините, дизелот и екстра лесното масло за домаќинство од ноќеска на полноќ поскапуваат, а мазутот поевтинува. Малопродажната цена на бензинот Евросупер БС 95 ќе се зголеми за 1,5 денар и истата ќе изнесува 79,5 денари за литар. Евросуперот БС 98 се зголемува за 1 денар, односно новата цена е 81,5 денари за литар. И екстра лесното масло за домаќинство ќе поскапи за 1 денар и ќе се продава по цена од 73 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот ќе се намали и килограм мазут ќе се продава за 45,3 денари, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.